Драги гледачи, здраво, живо и добродојавте во емисијата Супер Звезда. Ова е едно многу интересно и спектакуларно издание и навистина денеска ќе видите нешто што многумина од вас немале шанса да го видат досега на телевизија. Супер Звезда во соработка со Министерството за внатрешни работи овој пат прави уште една емисија во циклусот на емисии кои што ги посветивме на нашата полиција. Денеска дојдовме каде? Во која населба сме дојдени? Ете, така дечки, денеска дојдовме во населбата Хиподром и за почеток да покажеме значи какво е расположението. Ајде да мафнеме со лева рака, ајде сега малку со десна, ајде да мафнеме со двете рачиња на сите оние кои што денеска ќе бидат заедно со нас и ќе видат нешто значи спектакуларно. За што станува збор? Дојдовме каде? Дојдовме да ја посетиме единицата за службени кучиња. Дали дечки ви се допаѓа оваа идеја? Да! Чува ли некој од вас некое животно? Какви животни чувате? Кажи ми, Злато, чуваш ли ти некој живот? Ја куче. Ти чуваш куче, а ти, Злато, што чуваш? Исто куче. Ај, веќе двајца што чуваат куче, а ти, Злато, кажи ми, чуваш нешто? Јас чувам риби. Чуваш риби, одлично, а некој друг чува нешто од вас? Ти, Злато, повели, што чуваш? Куче. И ти чуваш куче, леле, колку кучиња. А ти кажи ми, Злато, што чуваш? Маче. Ти чуваш маче, супер. Маче чувам и јас. А кажи ми, Злато, ти? Куче. Ти чуваш куче, а ти, Злато? Куче. Леле, колку многу кучиња има овде, а ти, Злато? Мачор. И вие имате мачор, браво, супер, еј, овде сега Шиџик да ми каже на крајот. Како се викаш, бе, Злато, ти? Даниел Абе, Илиевски. Даниел Илиевски, добре дојде во Супер Звезда, прв пат си денеска тука, така? Да. Кажи ми, што чуваш ти? Куче. Убаво е да се чува куче? Да. Дечки, зошто е убаво да се чува некој животно по дома, знаете ли вие? А? Зошто? Какви се тие луѓе кои што чуваат животни? Тие се добри луѓе, велат дека оние луѓе кои што ги сакаат животните, дека пред се многу ги сакаат и луѓето. И велат дека оние луѓе кои што работат со животни, пред се многу добри луѓе. Вистински ли е тоа така? Да. Ме интересира дали знаете кој е најголемиот пријател на човекот? Кој? Кучето. Кучето, браво. А зошто е кучето најверен пријател на човекот? Кажи ми. Затоа што го чува и брани. Затоа што е многу добар чувар и затоа што е многу верен. Ете така. Сега одиме, значи да видиме што се случува во единицата за службени кучиња, да ги видиме овие прекрасни кучиња кои што се тука на служба и да видиме кои се тие прекрасни батковци кои што работат една од најубавите и најблагородните работи на целиот свет. Влегуваме внатре? Да. Влегуваме. 3, 4. Је! Ајде по мене. Драги гледачи, денеска Супер Звездите се гости во единицата за службени кучиња. Денеска ќе видиме нешто што досега не е емитувано и не е прикажано на телевизија, а овдека мој прв соговорник е господинот Ацо Милошевски, кој што е помошник командир на оваа единица. Господин Ацо, добре дојдовте во Супер Звезда. Добре дојдовте. На нас ни е многу мило што денес сте наши гости. Точно, јас сум помошник командир на единицата за службени кучиња. Сакам да прашам едноставно, ова овдека кај што сме доени денеска е полициска станица или не е? Да, точно така, но ова не е класична полициска станица, како што ги знаат децата. Ова е единица во склопот на посебните единици на полицијата, која се занимава исклучиво со обука, односно дресура на кучиња за специјални намени. Ете така, ние имаме многу прашања. Кој има прашања да постави денес да видам? Леле, еден куп прашања. Ќе бидете ли спремни да одговорите барем на еден дел од нив? Се надевам. Ајде така да видиме кој има прашања да видам. Еве, повели, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Кристијан Ангеловски. Сакам да прашам колку кучиња има овдека. Еве така, чичкацо, ќе ни кажете ли колку кучиња имате кај вас во вашата единица? Во моментот, да, 44. 44 кучиња, од тоа 7, односно 8 се малечки. 7-8 малечки, останатите се големи? Да, доста големи. Од тоа најголемиот е, ќе го видите, Го видиме, да, ќе се запознаете, каква раса е? Шарпланинец. Шарпланинец, тој е маскота на вашата единица? Да, точно така, тој е маскота на нашата единица. А ќе може ли да видиме некој од помалите, да пипнеме, да допреме, да си поиграме со некој од кученцата? Секако. Задоволство ќе не виде. Исто и на нас. Сакате да поиграме со некој од кучињата овдека? Леле, супер, значи денес многу желби овде ќе ни се остварат. Следно прашање кој има да постави да видам? Оваа кукла овдека, Злато, повели, кој е твоето Здраво, прашање? јас сум Милена и сакам да прашам зашто служат кучињата. Ете, прекрасно прашање. Значи, ние сега дознавме дека имате вие кучиња овде. Која е намената на овие службени кучиња? Таа е повеќе кратна, значи, почнувајќи од пронаоѓање на дрога, експлозив, оружје, муниција и трагање
односно барање на, да кажеме, криминалци, сторители кои се на кривични дела. Значи може да го намирисаат по нешто? Да, изгубени лица исто така, да кажеме, со истото куче, значи, да се влезе во траг за да може да се пронајде. Така, дали ги фаќате криминалците со овие кучи? Секако. Значи тоа е вашата работа? Секако. И успешно ја работите сега за себе. Секако. Голем аплауз за оваа прекрасна единица, голем аплауз за единицата за службени кучиња, каде што денеска ќе бидеме гости. Сега ќе направиме мала пауза, а веднаш потоа се враќаме овдека со уште нешто многу поинтересно. За оние кои малку подоцна се вклучија, Супер звезда денеска во соработка со Министерството за внатрешни работи остварува една невидена и многу интересна емисија, драги гледачи. Ова е нешто што никогаш до сега не е снимено, како што кажавме, денеска сме гости во единицата за службени кучиња. Веднаш до мене се наоѓа и командирот на оваа единица, а тој е господинот Јани Илиевски, да му кажеме здраво и добре дојде во Супер звезда. Добро ве најдов и баш ми е драго што ќе бидам и јас гостин на оваа емисија. Ете така, посебно ни е драго што ни овозможивте да бидеме гости овде кај вас, со оглед на тоа што сите вие сте големи љубители на животните, а викаат оние кои што ги сакаат животните, тие ги сакаат и луѓето. И такви луѓе мора да бидат добри луѓе. Точно ли е тоа за вас? Да. Во секој случај тоа е точно, затоа што за да се работи со животни, навистина треба пред се прво да ги сакаме, а после тоа и да бараме се она што ние ќе посакаме од нив. Значи, господин Јане, тоа значи дека вие и вашите вработени овдека сите обожавате животни. Да, тоа е еден од битните услови за да може да се влезе во оваа единица за да се работи овде. Ете така, благодарам дечки. Дали имаме сега ние прашања да видам овдека? Кој има прашање? Леле, имаме еден куп прашања, ајде да видиме. Некој ги поставивме, некој не. Јаков ќе биде прв. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, драги гледачи, јас се викам Јаков Тучевски и сакам да прашам дали е тешко да се биде командир. Прекрасно прашање. Господин Јане, тешка ли е вашата работа како командир овдека во единицата за службени кучиња? Така, јас не би рекол дека е тешка. Пред се може да се каже дека е одговорна работа. Меѓутоа, доколку правилно се менаџираат активностите, доколку правилно се раководи со луѓето и со единицата, тоа представува навистина огромно задоволство и привилегија да се биде командир на една ваква единица. Така, ви благодарам. Оваа женска од оваа згодна женска имаше прашање. Така беше, Злато. Кој е твоето прашање? Јас сум Илон и сакам да прашам што треба да се направи за да се стане командир на ваква единица. Прекрасно прашање. Да, кој се може да стане командир и како се станува командир на нешто вакво? Прво, нели, пошто очигледно дека ова се дечиња од основно образование, а по завршувањето на основното образование треба се запишат на било кое средно, во било кое средно училиште. После тоа се запишува на полициска академија и по завршување на полициската академија, тоа е веќе факултет или високо образование, се пријавуваат да работат во полиција. Откако во полицијата ќе се констатира дека имаат желба и дека ги сакаат кучињата, мислам дека нема да има никаков проблем да станат и командири. Така, готово. Ме интересира полициската академија, дали е задолжително за сите оние кои што сакаат да бидат полицајци? Па не. Во Министерството за внатрешни работи, значи покрај полициската академија, дозволено е да се вработат и поединци кои што имаат завршено и други факултети, како што е правниот факултет, економскиот факултет, или како што на времето исто така беше и овде систематизирано, земјоделски факултет, одсек сточарство или ветеринарен, затоа што овде се работи сепак со животни и мислам дека тие кадри се најсоодветни за да може да одговорат на оваа задача. Така, ова е една прекрасна единица. Ние во подготовките на емисијата дојдовме, ја посетивме и вистински можам да кажам дека толку релаксирано и толку убаво се почувствував јас и вработените од Супер звезда овде како на ниедно друго место. Едноставно, ова е место каде што не е толку стресна ситуацијата и не е толку стресен амбиентот. Имате одбрано прекрасна работа, ја ви честитам. Ајде да продолжиме со прашања да видиме. Имате уште прашања, дечки, или толку бе? Имам уште прашања. Кој ќе постави сега прашање? Повели, Злато. Здраво, јас сум Дафинка Илиевска и сакам да прашам кои кучиња се најдобри за оваа работа. Прекрасно прашање, Дафинка. Фала ти многу. Има ли разлика меѓу кучињата? Има некои подобри, некои полоши, има некои што можат, некои што не можат да се издресираат? Така, во текот на историјата на развојот на оваа единица, нормално дека и расите на кучиња се одбираат по однос на она кое куче, да речеме, може да даде поголем придонес во оваа работа.
Така да во моментов кај нас во нашава единица и општо во Министерството за внатрешни работи најзастапена раса е белгискиот овчар. Тоа е раса на кучиња која што спаѓа исто така во службени раси на кучиња, кои што кај нас ги имаме од 95-та година и како подарок ги добивме од Република Германија. Од тој момент па навака тие ни се број 1 во однос на присуството овде кај нас и во однос на дресурата. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што белгиските овчари пред се темпераментни кучиња, храбри кучиња, доследни и упорни на она што го работат и паметни. Значи, брзо сваќаат, брзо ги извршуваат наредбите кои што се бараат од нив, храбро настапуваат во сите задачи и активности кои што полицијата ги презема и така натака. И верувам дека ќе се прифатила, мислам дека навистина тие кучиња се најдобри. Така, фала многу. Сега да видам, вие дечки кажавте дека чувате животни, така беше? Што животни чувате? Кој рече дека мачка чува тука? Имаме мачки од 1, 2, 3 мачки. Мачка може да се истресира, да се истренира? Па до сега не сме пробале овде во нашата единица, може да се навикне на одредени побарувања од страна на собствениците. Меѓутоа за овие потреби, за потребите на полицијата, мачките не се. Мачка не. Не. И овде ќе ни смета, ќе ни ги деконцентрира кучињата. Ајде сега да видиме кој каже дека чува кучиња, да видиме. Кај беа кучињата? Злато, какво куче имате вие? Лабрадор. Лабрадор, а ти Злато кажи ми какво куче имаш? Обично куче. Обично куче може да се истренира? Да, во принцип, иако кај нас во моментот располагаме со расни кучиња, тоа се кучиња кои што се веќе и селектирани и признаени во Светската меѓународна организација, Кинолошка федерација. Инаку, и кај нас, и во било кои други држави, има случаеви кај што и обични кучиња или кучиња за кои што не се знае нити потеклото, и кучиња за кои што не може да се прецизно утврди од која раса е истото, доколку ги поседува сите потребни критериуми, услови кои што нас ни се потребни, може да влезе исто така и во дресура. Така, а ме интересира во поглед на расните кучиња, например, како куче е лабрадорот? Да, лабрадорот е едно од кучињата кои што е исто така застапено и во нашава единица, а тоа е од расата на загари, тоа е изворедно темпераментно куче и во најголем дел, односно најчесто кај нас во единицата се користи за откривање на опојни други експлозиви. Така, има ли некој куче кое што е вака народски кажано, не го бива толку многу? Од расите на кучиња, јас мислам дека нема раса на куче кој што не го бидува барем за нешто. Значи, секоја раса си има своја примена, односно секој куче може да даде барем мал придонес и во ова работа што ние ја работи. Значи, кучиња какви да се си ја вршат работа? Точно така. Фала, супер, одиме, имаме уште прашање да видиме. Леле, колку многу повели, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Теја Јанковик и јас сакам да знам како тренираат кучињата. Убаво прашање поставите. Стварно, како ги дресирате кучињата? Така, дресурата кај кучињата започнува уште од најмали носи. Значи, на возраст од 3 месеци. Тоа е периодот кога веќе завршуваме со сите подготвителни, да речам, мерки, заштитни мерки од аспект на ветеринарна заштита и така натака. Дресурата се одвива во 3 фази. Првата фаза, тоа е подготвителната фаза, значи кога кучињата се навикнуваат да го научат своето име, значи се навикнуваат на нивното име, се навикнуваат на местото каде што престојуваат, значи каде што спијат, каде што се претежно, да речеме преку ден. Таа фаза кај кучињата трае од прилика околу 3 до 4 месеци. По завршување на таа подготвителна фаза, веќе се отпочнува со втората фаза или фаза наречена социализација на кучињата. По текот на социализацијата на кучињата се носат на аеродроми, се носат на железничка станица, се носат на автобуски станици, се носат во штали. Значи, буквално секаде каде што кога ќе има потреба, тие ќе бидат ангажирани. И третата фаза, тоа е веќе фаза кога кучињата ги селектираме кое куче за која намена ќе биде употребено, да речеме, во полицијата.
И во тој поглед би спомнал, значи дека еве во моментот кај нас во единицата располагаме со раси на кучиња за откривање на опојни дроги, за откривање на експлозиви, оружје, муниција, за откривање на лица затрупани по снежни лавини, по турнатини и така натаму. Значи, не само за криминални активности, туку и за хумани активности се користат вашите кучиња. Така. Покрај тоа што ова единица, значи, учествува во на разни акции каде што се фаќаат сторители, извршители на кривични дела, нашава единица има и хуман пристап кон работата или кон општеството, односно тоа е пронаоѓање на лица во услови на снежни лавини, пронаоѓање на лица затрупани поради елементарни непогоди Или исчезнати пак. исчезнати лица, така. Значи дека нашето учество и нашето присуство е буквално секаде. Благодарам. Имаме уште прашања? Леле, имаме многу прашања, а ќе треба некој да оставиме и за таму кај што се кучињата. Ќе може ли да ги видиме ние кучињата? Може, да. Ајде да направиме тоа што поставиме уште едно прашање, а потоа да видиме каде се кученцата. Сакате да ги видиме нив? Расположени сте? Добро. Ајде да видиме последното прашање кој ќе го постави. Повелите излог. Здраво, јас се викам Ангела и сакам да прашам колку кучиња има и која раса се. Така, значи, колку кучиња ќе видиме денески и која раса се тие? Така, во единицата овде кај нас располагаме со бројка од околу 40 на кучиња. Оваа бројка ја кажам околу, затоа што во голем дел доаѓа до измена на бројката, значи таа бројка не е постојана, него често доаѓа до промена. Најзастапена, односно, најзастапена раса во единицата, тоа е белгискиот овчар. Тоа е раса на кучиња, која што и прималку спомнав, најзастапена затоа што примената нивна е сеопфатна, така кажам, значи можеме да ги користиме и за откривање на опојни дроги, за откривање на експлозиви, за фаќање на сторители, извршители на кривични дела и за трагање по лица. Покрај белгискиот овчар, втора по раса би ја ставил расата шампанинец. Тоа е единствена и наша матична раса, која што се користи исклучиво за вршење на стражаро-чуварска служба, односно за обезбедување на објекти од витален карактер. Трета раса, тоа се лабрадорите. Тоа е една племенита раса на кучиња, која што кај нив воопшто нема ни доза на агресивност и во најголем дел тие кучиња ги користиме за откривање на опојни дроги и експлозиви. И значи како четврта раса, присутна е расата германски овчар или народно кажано бучак. Пред повеќе години, да речеме, германскиот овчар беше најзастапен во нашата единица, меѓутоа полека белгискиот овчар си го зазема својот примат. Тоа е затоа што реков и пред малку со оглед на неговите карактеристики, темпераментот, храброста и упорноста во работењето. Така, благодарам. Сега, одиме да ги видиме кучињата, каде што ќе ги поставиме прашањата кои што останаа. Договорено? Да! Спремни сте да тргнеме? Да! 3-4. Ајде, одиме, дечки. Се враќаме повторно во разговор со командирот господин Јане. Господин Јане, кажете ми сега пред да ги видиме кучињата, ни кажавте дека мора да запознаеме некои битни работи во поглед на луѓето кои што ги чуваат и кои што водат грижа за нив. Кои се тие работи? Вака се, најбитно е да дресерите во текот на дресурата на самите кучиња, откако ќе ја завршат и последната фаза на обука, кучињата се задолжуваат со некои од колегите, од полицајците, кои што ги нарекуваме водичи на службени кучиња, кои што во наредниот период продолжуваат да работат со истите. И што е тука битно? Битно е да едно куче, значи не може да го водат повеќе водичи на службени кучиња, него исклучиво само еден. А може да имаме случаеви, да речеме, кога еден полицаец или еден водич на службено куче должи едно или две кучиња. Така да ќе имате можност после тоа во кругот, во просторот каде што се сместени кучињата и на полигоните да видите како работат кучињата, значи ќе направиме неколку презентации во смисла на откривање на опојни дроги, експлозиви и работа на полигонот каде што кучињата треба да покажат колку успешно ги совладуваат препреките со кои што се среќаваат секојдневно на теренот. Така, ме интересира кои се тие инструктори, кои се тие дресери кои работат со кучињата. Вака сега, значи дресерите се
колеги кои што работат во оваа единица и кои што исклучиво се грижат за дресура на кучињата. А инструкторите, дресери, тоа се луѓе кои што се грижат за обуката на полицајци, за едни водичи на службени кучиња. Значи, тука е разликата помеѓу дресери и инструктори, а за таа цел ќе имате можност преку господинот Љупчасковски, кој што работи како инструктор дресер, да се запознаете нешто повеќе околу неговата работа. Ви благодарам. Впрочем, господинот Љупче Ацковски се наоѓа веднаш каде мене и да му кажам здраво, добре дојде во Супер Звезда. Здраво, добре. Морам да кажам дека господинот Љупче е мој стар пријател. Се знаеме од 99-та година кога го запознав на извршување на една службена задача, така да се воодушевев од начинот на кој што тој ја одработа својата работа и на кој што кучето Шедоу, мислам дека се викаше Шедоу, во тоа време ја заврши својата задача, така да тука веќе разменивме контакти и падна првата идеја да се направи една ваква емисија. Голема благодарност до Министерството за внатрешни работи што ни овозможи оваа посета и посебно командирот Јане што не примите денеска да бидеме ваши гости. Еве така, значи целата таа желба еве денеска сега стана реалност. Господин Љупче, убаво ли е да се биде инструктор дресер? Да, тоа е една прекрасна работа, благодарна работа, значи ние преку нашата работа достигнуваме до една цел која ни е многу драга. Значи таа е целта да спремиме едно кутре, значи едно животно да биде во употреба на службата, на полицијата и да биде најдобар пријател на водачот, значи да му помага во дадени ситуации и нели нормално со самото откривање на дрогата, значи спасуваме животи, така и ја разбираме ние работата. Значи се што повеќе ние ќе откриеме дрогата, таа нема да стигне до граѓаните, до децата. Нормално нели и ако се работи за експлозивот, исто и така спасуваме животи, значи сакам да кажам една прекрасна работа, а нашата работа после да речеме 9 месеци обука доаѓа до израз кога ние тоа кучиче го продадеме на водачот, кој понатака нели нормално ќе продолжи да работи во рамките на министерството. Така. Фала ви многу. Дечки, дали имате прашања до Батко Љупче? Ајде видам, Злато, кое беше твоето прашање? Добар ден, јас се викам Елеонора Груевска. Сакам да прашам на која возраст се дресираат кучињата. Супер прашање да пукне. Опа, браво. Господин Љупче, на која возраст е најубаво да се почне со дресирање на кучи? Вака, дресурата трае во 3 дела. Значи најдобро е да се почне после 3-тиот месец. Значи тука доаѓа до ослободување на кучето, нели нормално се навикне на некои работи кои ние им бараме од него да ги направи, да си го научи името и понатака други работи. Значи после 3-тиот месец веќе може полека да се работи со него, до 3-тиот месец ние го рачунаме се уште као дете. Така, дали може и постаро куче да се издресира, например, 3-та, 5-та, 10-та година? Да, ние имаме и случаеви каде кучиња од 5 години стари, кои сме ги добили на поклон од граѓаните, кои се веќе обучени и работат. Значи може, и тоа не е случај. Ајде следно прашање кој ќе постави. Дафинка, ти сакаш Злато, повели? Здраво, јас сум Дафинка Илиевска и сакам да поставам едно прашање. Колку време е потребно да се издресира едно куче? Прекрасно прашање, браво. Колку време треба значи за едно куче така да направиме да биде дресирано куче? А тоа све зависи од обуката за која се е наменето кучето, да речеме, али од прилика за некаде околу 9 месеци до година дена може да се спреми куче, ако ги земе во предвид и првите 2 термина, значи социализацијата него и опуштањето. Инаку за да издресираме куче за дрога која е социализирано ни треба околу 3 месеци. Така. Ајде сега да име Јаков, ти имаше кренато рака преска, така беше? Кој е твоето прашање на Злато, повели? Здраво, драги гледачи, јас сум Јаков Тушевски од Скопје и сакам да поставам прашање дали кучињата што наоѓаат дрога, дали може да најдат нешто друго? Одлично прашање бе, Јаков. Браво. Дали значи оние кучиња кои што се издресирани за дрога бараат и други работи? Не, едно куче има своја специјалност, значи ние се трудиме, нели нормално целата негова обука да определиме да ја бара дрогата, а затоа спремаме па други кучиња кои се за експлозиви, затоа што не можеме да ги помешуваме мирисите за претрагачност. Така, благодарам. Добро, сега да направиме кратка пауза, а веднаш потоа ќе излеземе надвор да видиме значи каде се кучињата. Може ли така? Да, како не. Господин Јаде, одиме тамо? Одиме. Дечки спремни? Ајде тргаме, 3-4.
Еве го дојде спектакуларниот момент, се наоѓаме сега токму во просторот каде што се наоѓаат боксовите за одгледување на овие службени кучиња, се наоѓаме значи во единицата за службени кучиња, веднаш до мене се наоѓа командирот Јане Илиевски. Господин Јане, кажете ми како треба да изгледа еден бокс, еден професионален бокс за одгледување на службено куче? Боксовите се исклучиво се прават по одредени стандарди, што значи дека големината пред се треба да биде соодветна на возраста на самото куче и големината треба да овозможи на кучето доволен простор за да може да се движи нормално. Самиот бокс се состои од затворен дел и од отворен дел, односно испуст. Затворениот дел е делот кој што представува во ноќните услови или кога одмара, а додека испустот е простор каде што кучето се шета повремено откако ќе почувствува потреба. Односно тоа е и просторот фактички каде што кучињата се хранат. Така, благодарам. Мене ме интересираше дали овој центар за тренинг на кучиња, дали оваа единица е единствена или има вакви неколку низ Македонија? Да, ова е единствен центар каде што се врши одгледување и дресура на кучиња, за да по завршување на самата дресура издресираните кучиња се испраќаат по другите органи, по другите сектори за внатрешни работи, по другите градови, каде што продолжуваат да се извршуваат својата работа. Така, прекрасно. Еве ги дечиња сега кучињата, драги гледачи, кучињата се наоѓаат посреди нас, камерата може да покаже. Гледате колку прекрасно изгледаат тие, малку се возбудени во моментов, не чекаат денеска да им бидеме гости изгледа. Не, они напротив се радуваат што сте вие денеска тука и верувам дека ова е само еден поздрав од нив према вас и према дечијата. Така, прекрасен поздрав да им пратиме бакнежи на овие специјални кученца овдека, леле колку се убави. Ето така, денеска ќе се дружиме, ќе запознаеме некој од нив. Ајде сега да видиме кој ќе го постави првото прашање до батко Јане. Еве, Даниел, повели ти, Злато. Здраво, јас се викам Даниел. Јас сакам да прашам колку години работи едно куче. Многу убаво прашање, Даниел, фала ти многу. Колку години работи едно куче? Така, во полицијата, значи си има одредени прописи, стандарди, каде што се утврдува и работниот век на едно куче. Така да според тоа упатство, според тие правилници, работниот век на едно куче изнесува од 8 до 10 години, за да после 10-та година се формира комисија која што цени дали тоа куче може да продолжи понатака да работи. Доколку оцени дека може да продолжи да работи понатака, тогаш кучето останува на работа и понатака. Доколку се оцени дека веќе кучето не може да ги извршува работите задачи кои што му се дадени, тогаш кучето оди во пензија. Оди во пензија, како и ние што одиме во пензија. Супер. Ајде следното прашање, повели Злато ти. Здраво, јас сум Ели и сакам да прашам како ги хранат кучињата. Прекрасно прашање, Ели, фала ти многу. Како и кога и колку пати на ден ги храните кучињата? Хранењето на кучињата е една исто многу битна работа за нормален раст и развој на истите. Се хранат со специјална сува брикетирана храна од типот Royal Canin. И зависно од возраста, зависно од намената, од состојбата на кучијата, се одредува и бројот или типот на храната. Малите, значи, до возраст од 3 месеци се хранат до 5 пати. После третиот месец бројот на оброци во текот на денот се намалува, за да веќе возрастните кучиња на возраст над 9 месеци се хранат само еднаш во текот на денот. Така, фала многу. И сега да видиме следното прашање, ќе го постои ова женска овдека. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Софија Димовска и моето прашање е дали кучињата се мирни и дали ги слушаат тие што ги тренираат. Леле, Злато, шубаво прашање. Дали кучињата вика се мирни и дали ги слушаат тие што ги тренираат? Мирни ли се? Да, во принцип сите кучиња се мирни доколку не бидат предизвикани од некого да направат било што. Али кај нас целта и на дресурата е да бидат постојано послушни, односно да секогаш постапуваат по наредбите на своите водичи. Значи и мирни се и слушаат. Така, да. И прават се како што треба. Точно така. Како што правиме и ние. Така, да. Супер. Следното прашање, кој ќе го постави да... овој Шизиков дека го постави. Јаков, кој беше твоето прашање? Како ги наоѓаат криминалците дрога, тоа... Оружје и слично. Така, како вашите кучиња во суштина успеваат да ги најдат криминалците, да откријат дрога, да откријат оружје? Така, тоа се постигнува, значи, со многу труд, со многу работа
значи, оние куќи кои што се наменети за трагање полиција кои што се сторители на кривични дела, во текот на самата обука, во текот на самата дресура, се навикнуваат да ги чувствуваат мирисите на оние кои што се извршители на тие кривични дела, додека пак оние куќи кои што работат на откривање на опојни дроги, уште во текот на самата дресура се навикнуваат да ги меморизираат мирисите на сите видови на дроги. Откако тоа ќе се постигне, веќе се отпочнува со работа. А работат исклучиво по наредба, откако ќе почувствуваат дека на одредено место, дали е тоа возило, дали е тоа објект или отворен простор, има присуство на дрога, на експлозив и така натака, тие реагираат на соодветен начин. Така, јас сакам во овој момент да искористам приликава да разбиеме една мистерија. На неколку пати имам слушнато работи и луѓе кои што велат дека оние куќиња кои што откриваат дрога, дека примаат дрога, па тоа е начин по кој што они после одат и ја бараат и за да откријат за себе, ја откриваат и за полицијата. Дали е тоа точно? Дали куќињата што бараат дрога примаат дрога или не? Не, тоа не е точно. Ова мистерија ќе мораме овој пат да ја разрешиме целосно и за овие дечиња што се тука и за целокупната јавност, да кажеме дека во текот на обуката се користи само инстинктот на куќето да чувствува мириси. Затоа што знаеме дека најразвиено сетило кај куќињата е сетилото за мирис. И во текот на самата обука се користат предмети кои што се присутни на места каде што имало дрога. Тие предмети попримаат мирис од таа дрога и на тој начин куќињата еден по еден мирис го меморизираат. Затоа сакав да прашам во тој случај, доколку е тоа така, тогаш што им давате на куќињата што бараат бомби? Тогаш Значи нема апсолутно. Така. Тогаш значи би требало да ги храниме со бомби, значи. Ти си курче ми не дајме тие што бараат оружје, а тие што треба да најдат криминалци, треба да јадат криминалци. Не, значи мисеријата е наполно решена и видовме дека вашата единица овдека води специјална и посебна и многу хумана грижа кон сите овие куќиња што се овде, зашто сакам посебно и да ви честитам, јас лично како голем љубител на животни. Фала ви многу. Имаме ли уште прашања, дечки? Кои се вашите прашања? Сестрите Банчотови имаат прашање? Повели Злато, кое е твоето прашање? Здраво, сум Магдалена Банчутова и сакам да прашам кој ги храни куќињата. Ете така. Кој ги храни овдека куќињата кај вас? Така, значи во нашава единица работат повеќе служби. Служби кои што секој на свој начин се грижи за она за кое што е и постои таа служба. Така да за исхраната на куќијата пред се грижи ветеринарот, односно тој е тој кој што учествува во определувањето на количината која што ќе треба да се даде на одредено куќе. Меѓутоа, конкретно хранењето на куќијата се врши од друга една служба, тоа е одгледувачка служба, тоа се луѓе кои што исклучиво, значи, ги хранат куќијата. Ме интересира, а кој се грижи за здравјето на сите овие куќиња? Така, за здравјето на куќијата се грижи ветеринарен лекар, кој што има завршено ветеринарен факултет, и тој има обврска, значи, секое утро, по доаѓањето на работа, да направи обиколка, да ги посети сите куќиња, да го види какво е нивното однесување и да оцени дали кај некој куќе ќе треба да се примени било каква терапија и да за сето тоа реферира и веќе од тој момент можеме да рачунаме дека тоа куќе е способно да извршува работни задачи. Фала многу. Имаме уште прашања? Имаме уште прашања. Еве сега оваа женска ќе постои едно прашање. Злато, кое беше твоето прашање? Здраво, јас сум Теа и моето прашање е кој ги издава имињата на куќињата? Браво Теа. Прекрасно прашање, драги гледачи. Господин Јане, кој им ги дава имињата на куќиња? Да, сигурно не кумовите. Нема, значи, овде тој принцип како што е кај луѓето, него се формира комисија која што после уклучување на одредена кучка, после извесен временски период од како ќе оцениме дека веќе можеме да се надеме дека сите кучиња би останале живи и здрави, веќе се приоѓа кон одредување на имињата. Околу имињата многу е битно. Од едно легло на кучиња имињата им почнуваат на иста буква. Например, од едно легло сите се на А. Точно така. И доколку тоа е прво легло на кучката, тогаш се почнува од буквата А, значи одиме по азбучен ред. Па потоа на Б. После тоа на Б, па на В и така натаму. И ако е Бени, значи од таа кучка второ легло. Точно така. Колку интересно. Фала ви многу. Гледате, драги гледачи, имало ред и кога се даваат имињата. Следното прашање кој ќе го постави.
Овој шизик овде. Давид, кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Давид Трпковски и сакам да прашам дали кучињата се адресирани и дали можат да нападнат некој. Да видиме. Овие значи се адресирани кучиња, но дали се агресивни и дали може да нападнат некого? Така, секој куче само по себе си има доза на агресивност. Тоа е и целта на дресерите во текот на обуката, да таа агресивност ја потенцираат, ја сузбијат и да ја контролираат, што е најбитно. Значи, битно е да водичот, кога ќе работи со кучето, да тоа работи исклучиво по негова наредба. И доку во случаеви кога треба и потребно е да биде агресивно, значи по наредба на водичот тоа ја покажува и својата агресивност. Фала ви многу, господин Јани. Уште едно прашање, јамка за крај сакам да ме прашам, додека ние разговараме, тие цело време овдека лаат. Зошто толку многу кучиња да лаат на нас? Па, мислам дека прво се среќни што сте вие тук. Што ги гледате овие прекрасни дечиња, кои што верувам дека и они веќе чувствуваат дека се сакани од нивна страна, а за да се увериме во сето тоа ќе имате прилика сега да видите дека после појшнењето нивно од бокс е многу поинаки. Благодарам. Одиме да ги видиме кучињата какви се надвор од бокс. Правиме мала пауза. Се наоѓаме на полигонот, драги гледачи, овде како што ќе се случи сега кратка презентација на тоа што кучињата знаат и умеат да направат. Повторно до мене е Љупче Ацковски, инструктор дресар на службени кучиња. Каква презентација ќе биде ова? Овде ќе има презентација за откривање на опојни дроги, значи скриени во возило и експлозиви кои исто така се во возило. Моментално такви се условите да може да поработиме само за возило. Значи сега ги имаме возилата веќе поставени. Со какво куче ќе работиме? Првото куче е од расата Лабрадор, името му е Дино. Значи тоа ќе биде куче за откривање на опојни дроги. Еве го Дино е тука и спремен да почнем со презентацијата. Многу мил, многу питом, многу убав. Дечки, ви се допаѓа Дино? Кој сака да има вакво куче како што е Дино? Леле, бравос. Еве го Дино веќе полека доаѓа на теренот и да видиме значи како започнува вашата претрага, како почнува пребарувањето. Па вака, сега кучето секојаш треба прво да го маркираме објектот, значи за што се работи. Значи водичот го седнува во положба. Ова е значи еден градник кој кучето веќе сваќа дека треба да биде во работа. Ке треба да си ја заврши работата за денеска? Да, кај нив е работата задоволство. Значи мора да сватиме и да знаат луѓето дека
кај овие кучиња работа задоволство е игра. Ние ги обучаваме кучињата преку игра да дојдат до саканата цел. Значи нема малтретирање, нема викање по кучето. Значи све ова за него игра и сега ќе видите на крајот кој ќе ја најде он дрогата како ќе се постапи со кучето или тоа нека биде на крајот да го видат. Така да видиме, значи сега почнува пребарувањето, драги гледачи, гледате колку е Дино среќен и почнува да бара. Така, значи сите можни места каде што ние не можеме да допреме до возилото, ете сега да не би користеле ала да го расклопуваме, можда и нема ништо во возилото, значи употребуваме службено куче кое тоа ќе го направи па за едно 20 пати подобро место. Браво. Од прилика колку време му е потребно на едно куче да открие значи дрога? Па во вакви услови 2 минути се мислам дека доволно. Дино, мири се, значи сегна нема некој делче од колата што ќе го остави на проверка. Да, секаде онде кај што може он да помириса, кај што се можни места да се сокрие дрога, кучето ќе превара. И на крајот значи ќе ни даде некаков знак, ќе го видиме тој знак на крај. Да, сега тоа ќе видим. Ова е веќе браво. Тоа е веќе добро изработена работа. Значи дрогата се наоѓа во подкаувата. Подкаувата се наоѓа дрогата. Браво за Дино, драги гледачи, невидена работа, одлично одработи. Дино е прекрасен. Браво, браво. Својата награда, гледате зашто кучето си работи. Браво, Дино е прекрасен, супер. Колку години има Дино? Па мислам дека има околу 4,5 до 5 години. 4,5 до 5 години. Има ли откриено вака до сега по корист на вашата служба нешто? Да, има неколку успеси до сега, али тоа е веќе мислам куче кое години и пол кај нас употреба, значи му следуваат се уште добри денови. Значи кариерата негова туку што почнува, криминалците нека му се мислат, така да еве Дино е спремен и чека на сите оние кои што имаат некои такви погрешни идеи, ви кажа. Добро, видовме значи Дино како бара дрога, сега што е наред? Вака, сега имаме едно возило каде што во него има експлозив. Кучето исто е од расата на лабрадор, значи кучето се вика Бела, куче специјалист за откривање на експлозиви, многу питомо, многу мирно кутре, у принцип овие кучиња кои се за претрага се така помирни, значи нема агресивност, не се отвара кај нив, за да може да работат и меѓу луѓе. Значи еве почнува пребарувањето, сега Бела оди на теренот директно, драги гледачи, каде што ќе го бараме експлозивот, значи видовме дрогата ја фативме, ја најдовме во колата и не ни требаше многу, дури и не цела минута. Еве сега Бела дојде на теренот, весела и среќна, почнува да пребарува. Да, гледате колку е нивната страст голема за они да го работат тоа. Они едва чекаат. Да, едва чекаат да бидат пуштени да работат. Сега ќе видите разликата на откривањето на експлозиви и на дрога. Значи, во другше се постапува, да речеме, кога ќе се најде дрога, видите кучето копаше, сега за експлозиви ќе видите дека кучето мора да биде многу смирено од кога ќе го најде. Значи од кога ќе се открие експлозивот, кучето тука не смее да скока. Во моментов кучето го најде, добро е. И сега, еве го моментот, значи кога се откри, значи тоа дава знак. И се чека својата играчка наградата зашто сработила добро. Браво за Бела, еве а сега играчката, браво за Бела, а експлозивот е пронајден, еве каде се наоѓа, еве го експлозивот. Гледате колку прекрасно, колку убаво куче е таа. Браво. Дојдовме до втората презентација. Господин Љупче, што сега правиме, каква презентација ќе имаме шанса да проследиме? Вака, сега ова е полигон за тренинг, овдека кучињата значи вежбаат да ги совладуваат препреките. Нели секогаш ние на терен кога ќе излеземе, не знаеме на што може да не идеме. Значи може да има препрека која треба да се прескокне, треба значи скали некој да се искачиме или некој тунел да пројдеме. Така, значи има разни препреки кои што кучињата вистински ги совладуваат. Да, мора да ги совладат и мора да знаат како да ги совладат. Значи овдека ние ги припремаме за утре на терен да не ги носиме во раце. Така, значи да знаат сами да дојдат до целта и да остварат задачата. Така, он мора да си ги пројде сите оние препреки кои може да ги најдеме во вистинската работа, ги имаме овдека. Значи нема ништо не помина вик. Еве го сега гледаме дека испод, над, преку тараби, на скали, на мостот, низ ова помина и назад ќе се врати? И назад ќе се врати да самиот пошто знае. И може да кажеме вик дека е многу брз, многу вешт. Тоа е заслуга на водичот кој работи со него, значи секојдневно ги повторува вежбите, значи го држи кондиционот да биде спремен за утре да му помогне. Сега вик ќе дојде да ги поздрави дечињата. Ево и аплаузот за Вик, за одлично завршената работа. Ја доби наградата, браво.
Значи, Љупче, каква презентација ќе имаме сега? Ова презентација, како што кажаме, напад и одбрана. Значи сега овде ќе презентираме како се фаќаат криминалците. Значи со употреба на службено куќе, спровод на криминалецот и одбрана на водичот кој го води куќето без команда. Еве сега тука се наоѓа значи куќето, станува збор за куќето Бадо од расата германски овчар. во кои случаи се користат овие куќиња? Значи вака се може криминалецот да има оружје во него. Значи ние да не употребуваме веднаш огнено оружје, затоа би може да го пуштиме куќето и он ќе го совладе, ќе му го земе оружјето и ќе го спроведеме до саканото место. Е, сега гледате моментов веќе е нападнат криминалецот или маркирантот по нас и сега го спроведува до водичот. Значи гледате. Значи не сме да бега, него мора самиот тој криминалец да дојде до водичот, инаку куќето е тука да го гризме. Да, тука ако почне да бега, он ќе го нападне, а вака сега го спроведува да дојде до добар видокруг на водичот, значи да види дали во него има нешто. И сега ќе имаме приведување, значи водичот ќе пристапи кон приведување и врзување. Значи, еве што се случува со оние лоши момчиња, како ги приведувате. Значи, а куќето е тука да помогне во тоа. Еве го. Ќе видите, ќе биде нападнат водичот без команда, куќето ќе реагира. Значи, овдека нема потреба од команда, затоа се вика овој дел одбрана. Значи, тој самиот знае кога треба да нападне, кога не. Така, да. Значи, не дозволува никогаш водачот на службено куќе да биде загрозен. Еве го и приведувањето, самиот момент на приведувањето, значи оди прво претрес. Да, веќе е смирен, значи веќе не дава отпор. Еве сега ќе го спроведиме, кај што ќе го предадеме на другите органи за понатамошен спровод. Ете, браво, Бадо, одлично си ја заврши работата, може да му подариме еден прекрасен, голем и громогласен аплауз. Браво за Бадо, иако е лошо, куќе прави многу добри дела. Браво и за вашата служба и браво за целата оваа хумана работа која што е во корист на нашето општество, за која што вложувате многу љубов и многу труд пред се. Тоа е, мислам овдека пред се, како што кажем и порано, треба многу да се сакаат куќињата, да се вложи многу внимание и другото ќе дојде само по себе. Затоа и викаат куќето е најдобар пријател на човекот. Така, а гледам дека во овој случај и вие сте нивните најдобри пријатели. Да, така. Фала ви многу. Се што и во кратко трае, така и нашата емисија, драги гледачи, заврши нашата посета во единицата за службени куќиња, оде во населбата Хиподром. Дечиња, како си поминавте, сакам значи да бидете искрени, еве да погледнете кон камерите и да кажете искрено, дали си поминавте најубаво на свет? Дали сите овие батковци, инструктори, дресери, командери и останати полицајци кои што работат овде заслужуваат еден најголем аплауз на целиот свет? Еве го аплаузот за сите оние кои што прават, значи, овие куќиња да бидат чувани, сакани, да бидат здрави и да бидат дресирани токму онака како што треба да направат добро и за вас, а и за нас, граѓаните. Ви благодарам уште еднаш кај што бевте дел од целата наша емисија и се надам дека ќе се видиме повторно во некоја друга ситуација за Арно. Да, ние стоиме на располагање секогаш, за децата секогаш. Фала ви многу, фала и на вас, господин Јане, сте живи и здрави, фала и многу што не примивте денес да бидеме ваши гости. Вака топло не сме биле никаде пречекани. И мене исто ми беше задоволство да се дружиме денеска заедно. Верувам дека овој впечаток на децата ќе остане за секојаш запамтен и дека ќе има прилика и друг пат да се видиме. Така, господин Јане, сакам вас за крај исто така да ви заблагодарам за целото ова дружење. Имате ли некоја порака до сите овие дечиња? Да се видиме повторно. И сигурно дека ќе се видиме. Фала ви. А овој батко овдека се вика Игор и има некои кесички овдека до него. Батко Игор, што има за нив? Што беа послушни, ќе ги наградиме исто како што ги градуваме и кутрињата. Ќе им дадеме по една играчка. Играчка, браво. Пенкалце, има привезок од полиција. Ќе видите почнем што има вонатрив и можете за секој детенце. Ете така, уште еден голем аплауз за топлиот пречек и за подароците. Ете така, ајде сега да се поздравиме, да се збогуваме, 3-4 одиме еден по еден, тргнуваме од овдека. Јас им посакувам на сите дечиња да бидат добри, им порачувам да ги сакаат животните и да не дозволат некогаш ваквите тренирани службени куќиња да бидат употребени против нив. Значи да прават само добри дела. Фала, пријатно, чао и да гледање. Чао.